Комисија за енергетика беше одржан состанок со трите топлани, снабдување БЕК, Елем енергетика и Скопје Север околу заклучоците. Ќе ме информира првиот човек на регулатор на Мислимовски. Поведете казалата. Благодарам. Денесната пресконференција ја свикавме со цел да информираме јавноста, особено граѓаните од градот Скопје, во однос на предстојната грејна сезона за потрошувачите кои што се приклучени на организираните системи за топлинска енергија. Вообичаено грејната сезона, како и секоја година, започнува од 15 октомври и завршува на 15 април следната година, доколку во текот на деновите од 1 до 15 октомври температурата, предвидената дневна просечна температура е под 12 степени Целзиусови. Грејната сезона ќе започне и во периодот помеѓу 1 и 15 октомври. Денеска на наше барање одржавме координативен состанок со представниците од БЕК производство, СМ енергетика и Скопје Север, како компании кои што произведуваат топлинска енергија на територијата на градот Скопје, и од сите три компании сме уверени дека сите се целосно подготвени за предстојната грејна сезона и дека не очекуваат никакви проблеми. Исто така од компаниите кои што вршат и дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, добивме информација дека се во постојана комуникација со потрошувачите со цел да ги подготват и системите кои што ги има секое домаќинство. Значи, потенцирам дека од компаниите сме уверени дека се 100% подготвени за новата грејна сезона. Она што радува како факт е поради инвестиции во дистрибутивната мрежа на БЕК и малце подобрување на концептот на производството на топлинска енергија, особено во општина Аеродром, Кисела вода, Дебар Мало и Карпош 1, потрошувачите топлинската енергија ќе добиваат многу порано од претходно, односно ќе добиваат околу 6 часот наутро, и тоа ќе биде порамномерно, бидејќи во изминатите години имавме периоди кога добиваат топлинска енергија и подоцна од 7:30 па и во 8 часот, но благодарејќи на инвестициите на оваа компанија во мрежата и исто така на оптимизирање на нивните производствени капацитети, значи ќе имаме порамномерно загревање кое што ќе започне од 6 часот наутро. Исто така, она што особено не радува е дека производството на топлинска енергија од когенеративната постројка ќе биде значително поголемо оваа грејна сезона отколку претходните, и тоа е добро бидејќи цената на когенеративната постројка Тето втора година поред е за 15% пониска од цената на топлинската енергија која што ја даваат топланите. Во текот на минатата недела донесовме измени на правилата за снабдување со топлинска енергија, бидејќи воочивме дека има голем број на граѓани кои што времено ја напуштаат нашата држава или не се присутни во своите станови. Најчесто е тоа поради одење во странство за одреден период, и исто така и заради смртни случаеви и оставински постапки. Со овие измени на правила за снабдување со топлинска енергија на овие потрошувачи, на нивно барање, бидејќи имавме голем број на дописи од овие категории на граѓани, им е дозволено да се исклучат од системот за грејење во текот на грејната сезона и при тоа ќе бидат обврзани да го плаќаат фиксниот надоместок со цел да не ги оштетат останатите станови кои што користат топлинска енергија. До сега праксата беше овие потрошувачи, иако не се во становите, да плаќаат целосна сметка за топлинска енергија, но реално се соочивме со фактот дека пред се заради одење во странство одреден број на граѓани реално не се присутни во своите станови, и од тие причини ја воведовме и оваа опција, значи без никакви дополнителни услови да бидат исклучени во текот на грејната сезона, но по завршувањето на грејната сезона
ќе мора да достават сметки за електрична енергија, дека реално во станот не се користело, не се живеело и не се користела топлинска енергија. Да, прашање? Дали ова значи дека и оваа грејна сезона град Скопје ја промаши? Оваа грејна сезона БЕК ќе продолжи да ги снабдува граѓаните во градот Скопје. Прашање надвор оваа тема, односно за поскапување на струјата, дали сега најавено што е тоа поскапување, дали компаниите, енергетските компании веќе се задоволни со ова? Како што кажав повеќе пати, нашите одлуки за цената на електрична енергија може да се променат доколку компаниите достават барање до Регулаторната комисија за енергетика со нови податоци. До сега компаниите немаат доставено никакви податоци и поради тоа немаме друга информација. Значи не може да очекуваме ново поскапување на струја, бидејќи доаѓа и грејната? Најдобро би било да се обратите во компаниите кои што поднесува барање за цена на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика. Ние не смееме да донесеме одлука која што ќе ги доведе компаниите до загуба, бидејќи за тоа јас како председател и членовите на Регулаторната комисија за енергетика кривично ќе одговараат, бидејќи работат спротивно на закон. Со законот за енергетика е предвидено секоја компанија да оствари свој профит. Нашите одлуки ги држат компаниите во кондиција и да обезбедат да работат на позитивна нула, доколку компаниите се подготвени да работат во загуба, ние сме подготвени во рок од 24 часа по доставување на податоци од компаниите да ги промениме одлуките. Ондека овие што ќе си празните станови ќе го плаќаат само фиксниот недоместок. Да. Што е тоа? Колку е тоа? Па тоа е во зависност од карактеристиките на зградата, колку потрошувачи се исклучени. Значи стандардно што се плаќа претходно фиксен надоместок и сега ќе се плаќаат. Значи тие не сакаат целосно да се исклучат од системот за топлинска енергија, туку сакаат времено поради тоа што добиваат работа во странство или се случило смрт во фамилијата, па станот е празен и од тие причини им даваме можност да не плаќаат целосна сметка, но сепак да не биде на штета на останатите потрошувачи приклучени во станот, да плаќаат фиксен надоместок. Колку е бројот на потрошувачите кои што користат топлинска енергија и дали е голем во однос на лани? Радува фактот што предвидувањата на БЕК дека за оваа грејна сезона ќе имаме дополнителни 10 мегавати на потрошувачи, значи има околу 25 до 30 ново изградени стамбени објекти ќе бидат приклучени на системот за топлинска енергија. За прв пат по многу години имаме 15 нови потрошувачи во Скопје Север, што особено радува овој факт, бидејќи во изминатите 10 години во оваа мрежа имавме само исклучување на потрошувачи, сега имаме 15 нови потрошувачи и исто така кај потрошувачите во мрежата на ЕСМ енергетика, односно во Железара, има 5 нови стамбени објекти кои што ќе бидат приклучени на оваа дистрибутивна мрежа, така да имаме добар сигнал и имаме најава за зголемување на нови потрошувачи, со тоа зголемување на потрошувачката, а и тоа во наредниот период би значило и порамномерно распределување на трошоците, односно задржување на овие цени за топлинска енергија или нивно намалување, се разбира доколку цената за природниот газ остане во сегашните рамки. Скопје Север 15 нови? Да, 15 и особено сме, иако навидом излегуваат малце, во Скопје Север моментално има само 450 потрошувачи. А таа топлана таму има потенцијал за околу 3 до 4000 потрошувачи и се надеваме дека во наредниот период топланата ќе работи во полн капацитет за да обслужи што е можно поголем број на потрошувачи, со тоа ќе се релаксира и цената за топлинска енергија за оваа компанија. Колку е бројот на потрошувачи што користат топлинска енергија во Скопје? Околу 60.000 потрошувачи има. Овие со празните станови колку се таму има така? Па тие во зависност, тие некаде се од 500 до 600. Немам уште јасна слика, ние правилата за снабдување со топлинска енергија, тоа е жива материја и постојано се прилагодуваме на тоа реално што се случува на
теренот околу 500 до 600 и како што кажав најголема причина е тоа што реално луѓето одат во странство или има оставински постапки, смртни случаи, не се решени имотно-правните односи и излеговме во пресред на нивните барања. И се разбира, тие кога ќе се вратат, молам, Тој фиксен надоместок, колку пари е тоа? па во зависност од зградата и па зависи, има згради 500 денари, 600 денари, 700 денари, 800 денари, доколку има повеќе исклучени може да биде 1000 денари, но потенцирам дека станува збор за потрошувачи кои што сами го бараат, а не ќе да бидат за секогаш исклучени од системот и се подготвени да го плаќаат овој фиксен надоместок со цел кога ќе се вратат повторно во своите станови за било која грејна сезона повторно да бидат вклучени. Само во кај е законот, тој предлогот што беше на ваше барање дека нова стамбена зграда треба да биде изградена, меѓутоа претходно Во постојана комуникација сме со и министерот за транспорт, министерот за транспорт и врски и во текот на наредните неколку дена ќе одржиме и состанок со кој што ќе продискутираме околу овоа прашање. Очекувам реално брзо да помине овој закон во собраниска, да влезе во собраниска процедура, за да може да стартува и во текот на следната година, бидејќи тоа е од бенефит за сите потрошувачи, за да не се доведуваме во ситуација згради покрај топлана запад, особено на 300 метра, да се греат на електрична енергија, а не да се греат на организираниот систем за топлинска енергија. Тоа е законот за градење, така? Да, ние доставивме предлог измени и дополнување на законот за градба.